драги присутни. Денес сум тука пред вас да зборам за човекот кој што во изминатите 5 години покажа дека знае како е да се врши функцијата председател на Република Македонија. Тој е врховен командант и на армијата на Република Македонија, председател е на Националниот совет за безбедност, татко на нацијата и слободно може да се каже дека по квалитетите што ги има, по она што го има направено за Македонија, по спремноста да се даде целосно за државата, стои рамо до рамо со останатите вакви председатели на Република Македонија. Председатели како Никола Карев, како Методија Андонов Ченто, како Борис Трајковски. Тука сум да говорам за него и како за свој личен пријател, пред се како човек со извонредни карактерни особини, но и со извонредни особини на водач на една нација. Почитувани, да се води една држава е прилично сложена активност. Таа не може да му припадне само на еден човек, секогаш е потребно да се има квалитетен тим, но многу е важно кои се членовите на тимот, под кои принципи работат и која е насоката што ја добиваат. Тие работи се определени од тоа кој е водачот на тимот или кои се луѓето кои ја даваат таа насока. Во нашиот случај имавме среќа во изминатите 5 години водачите на тимот кој што управуваше со Македонија да бидат две извонредни личности, премиерот Груевски и председателот Иванов. Затоа, секогаш кога оценувате политичар, кога некоја бара вашата доверба, треба да го гледате кој е како индивидуалец, кои се неговите карактеристики, но треба да видите и на кој тим тој припаѓа. Бидејќи многу луѓе знаат да бидат извонредни како индивидуалци, но во тим да се најдат, кога ќе се најдат во тим, да не работат добро. Затоа, секој пат споредбата правете човек со човек, но и тим со тим. И погледнете, кои се вредностите на тој тим, кој е начинот на кој што работел, кои се резултатите што ги има постигнато тој тим. Во овој момент на теренот, условно речено, истрчуваат два тима. Едниот е тимот на ВМРО ДПМН, другиот е тимот на СДСМ. Затоа дозволете малку да ве потсетам за резултатите што ги има направено овој тим на ВМРО ДПМН, на двоецот Груевски и Иванов, за да може да добиете перспектива на кој човек треба да му го дадете гласот. Како вице-премиер за економски прашања, нормално е да искоментирам за некои постигнувања во делот на економија. Председателот Иванов во своето обраќање ќе каже и некои други податоци, но дозволете само да ги кажам најосновните постигнувања. Нешто што не секогаш го кажуваме и некогаш луѓето го забораваат, но повторно треба да се подсетиме, особено во време кога се избори. Кога говориме за економијата, има еден индикатор, тој се вика бруто домашен производ, за оние кои што не се бават професионално со економија, или БДП скратено, кој што е показател на севкупната економска активност во една држава. Во изминатите 6 години, овој тим за кој што говорам, успеа да постигне зголемување на овој бруто домашен производ во државата од 60%. Втора работа што е важна за луѓето, тоа е колкави им се приходите. Колкава е нето платата што некој ја добива, колку носи дома. Повторно слична цифра. Во изминатите 6 години платите во Македонија на нето основа се зголемиле 60%. Ако ги погледнете и другите показатели, исто има подобрувања кои што се некаде дури и драматични. Имаме раст на извозот од 75%. Имаме раст на бруто инвестициите од 90%. Имаме раст на бројот на странски туристи, нели туризмот го развиваме, од 98%. Имаме странски инвестиции во овој период од речиси 2 милиарди евра. Значи, секој главен макроекономски показател во изминатиот период има забележено значителни подобрувања. Да продолжиме со инфраструктурата. Министерот Јанакиевски напомена за делот
проектите, она што само ќе надополнам за овие 3 автопатишта што ги градиме, нивната збирна вредност, кога ќе се погледне договорот за изградба, кога ќе се погледне договорот за надзорот, кога ќе се земат во предвид трошоците за експроприација, сите подготвителни активности, е приближно 1 милиарда евра. Никогаш во историјата на Македонија не се граделе такви инфраструктурни објекти со толкава вредност во исто време. Повторно достигнување на овој тим. Имаме проекти во железницата, ја обновивме старата железница, онаа по коридорот 10, значи север-југ, сега почнавме со изградба на железницата кон Бугарија, онаа што СДСМ ја ветуваше, ама не ја направи, за разлика од нив, ние ќе ја направиме. Обновивме и голем број на електроенергетски објекти, почнувајќи од рек Битола, почнувајќи од малите хидроелектрични централи, почнувајќи од постоечките хидроелектрични централи, но направивме и некои нови. Направивме хидроцентралата Света Петка и ветерниот парк во Богданци. Направивме и огромен број на локални патишта, огромен број на училишта, преку 300, здравствени домови, културни домови и објекти, спортски објекти, огромни инвестиции од капитален карактер во здравството. Едноставно, ја градиме земјата. Исто така направивме политики и спроведовме кои што допреа во животот на секој граѓанин на Република Македонија. Буквално секој од вас овдека сега што е на митингот може да се запраша дека има некоја политика или повеќе политики или мерки што ги имаме спроведено како влада во изминатите 6 години, кои што го подобриле на некој начин животот на луѓето. На секој од вас, ако сте вработен, се направи концептот на бруто плата, ако се сеќавате порано платите доснеа со месеци и работодавачите не ги исплаќаа на време. Ако сте невработен, покрај многуте програми и социјална помош или помош за невработени што се дава, направивме бесплатно осигурување, здравствено осигурување за сите невработени. Ако сте земјоделец, добивате субвенции како никогаш до сега. Дури овие мали деца, што се ученици во основно или ученици во средно образование, добија бесплатни учебници, добија бесплатен превоз. Примателите на социјална помош добија зголемена социјална помош. Самохраните родители добија зголемена помош од државата. Стечајните работници им се решија прашања кои што не били решавани со години. Кај студентите го намаливме трошокот на студирање, отворивме дисперзирани студии. За професионалните војници се реши статусот. Значи, не постои група во Македонија, буквално, која што не била допрена на позитивен начин од политиките што ги спроведувал овој тим на ВМРО ДПМН. Понекогаш не прашуваат, добро, од кај ги добивате сите овие идеи, од каде ви е енергијата да го спроведете сето тоа? Одговорот е многу едноставен. Од народот. Она што ја одликува оваа гарнитура, овој тим, и во владата, и председателот, е константниот контакт со народот. Во владата спроведувавме огромен број на активности од ваков тип. Почнувајќи од трибини што ги правевме по населени места, работни тимови кои што одеа по селата, посети на компании, отворени денови во владата. Истото тоа, со уште посилно темпо го работеше и председателот. Не постои председател во историјата на Република Македонија кој што се сретнал за време на својот мандат со повеќе луѓе од председателот Иванов. Дури мислам дека сите заедно досега немале толка број на средби колку председателот Иванов. Од тие средби, од таму произлегува енергијата и желбата да му се помогне на народот. Министерот Јанакиевски спомна за проектот со кинезите и за помошта што ја добивавме од председателот Иванов. Таа не беше само и во форма на законот. За оние кои што не знаат, ако се сеќавате, председателот Иванов имаше една посета на Народна република Кина и таа посета беше токму во моментот кога ние го преговаравме проектот за автопатиштата. И на проектот му требаше политичка поддршка од Народна република Кина. Председателот Иванов во своите разговори со председателот на Народна република Кина ја побара и ја доби таа поддршка. Таа поддршка подоцна се преточи многу брзо во завршување на договорите и затоа можеме сега да го реализираме проектот. Затоа можеме сите овие стотици и илјадници вработувања кои што беа кажани да ги реализираме со помош на председателот Иванов. За жал,
нашите политички опоненти од СДСМ никогаш не го разбирале ова. И тие не гледаат така на процесот на избори, не гледаат така на функцијата на председател на државата. Погледнете го нивниот тим, погледнете ги во што тие веруваат, погледнете ги како се однесувале во минатото и направете сами оценка. Значи, тоа се истите луѓе, со исти однесувања, со ист начин на размислување, со ист систем на вредности. Луѓе кои немале проблем да предложат и да поддржат промена на името на државата, луѓе кои немале проблем да поддржат територијална поделба на Македонија, која што неповратно ја врати државата назад, луѓе кои што немале проблем да прават аболиција на своји партиски колеги за криминални активности, луѓе кои никогаш не дале отчет за тоа што го сработиле, ниту пак реално понудиле програма на луѓето за тоа што ќе го работат. Тоа е тимот од другата страна што му се спротивставува на тимот на ВМРО ДПМН. Разликите се повеќе од јасни. Меѓутоа, дозволете да се осврнам не само на СДСМ, туку и на однесувањето на ДУИ, на партијата ДУИ и на еден дел од нејзиното партиско раководство пред и за време на овие избори. Имено, иако се работи за редовни председателски избори, сепак ова не се обични председателски избори. Да се подсетиме, пред да почне, пред да дојдеме до процесот на објавување на председателските избори, од оваа партија, дел од нивното раководство, предложија кандидатот за председател да се бирал консензуално помеѓу партиските раководства на најголемите партии. На прв поглед, позади зборот консензуално, кој што звучи убаво, звучи проевропски, нема ништо лошо. Меѓутоа, тоа е површно гледање на работите. Зборот консензуално во овој случај значи одредени членови од партиското раководство на ДУИ утре да даваат дозвола за тоа кој ќе биде председателски кандидат во Република Македонија. Тоа значи поставување на тие луѓе од партиското раководство на целиот систем на гласање. Ке треба да се чека на зелено светло од нив, дали ние можеме или не можеме да одбереме председател. Такво нешто, ке се сложите, не може да се прифати. Од кога видоа дека таа идеја не проаѓа, сега повикуваат на бојкот на председателските избори. И повторно со тој бојкот се ставаат сега над сите гласачи. Значи им велат, не гледате вие кој е кандидатот, слушајте што ќе ви кажеме ние од председателството. И сакаат дупатат порака. И таа е порака важна и кон нас македонците. Без нас, вие не можете да одберете председател. Со тоа се фрла прашина во очи и на македонските, но и на албанските гласачи. Овие луѓе се спремни покажуваат дека се спремни да предизвикаат политичка криза во државата само за тој еден дел од раководството да се стекне со дополнителна политичка моќ. Криза која ќе значи успорување на носење на законите, криза која ќе значи помал број на инвеститори, криза која ќе значи помал прилив на странски капитал, помалку нови отворени работни места. Значи, ќе се успорат сите политики од кои што граѓаните имаат корист. А имаат сите граѓани. Подсетете се само на проектите, значи ова особено го упатувам кон албанските гласачи, кои што добивале поддршка, кои што се предлагани од ВМРО ДПМН, а кои што биле во интерес на сите граѓани. Зголемените субвенции, бесплатните учебници што ги спомнав, тие се печатат на неколку јазици. Зголемената социјална помош, концептот на слободни економски зони, отварање на погони или продажба на земјиште по екстремно ниска цена само за да се отворат нови работни места. Тоа се политики од кои што корист имаат сите граѓани, а кои што биле предложени, промовирани и реализирани од ВМРО ДПМН. Затоа, значи, е важно на овие избори и за македонските гласачи да излезат, за да покажат дека ние можеме без некој од некој раководство на некоја политичка партија да не уценува да си одбереме председател, но важно и за албанските гласачи да кажат на раководството на една политичка партија, нема вие да одзимате демократијата од нас и да одлучувате за нас. Бидејќи секој знае да поддржи политики што се користи за народот и тоа тие ќе го препознаат.
особено што кандидатот за председател Иванов е извонреден кандидат. Човек со стабилен карактер. Човек кој во својот кабинет има вработени од сите националности. Човек кој никогаш немал екстремни националистички изјави или ставови. Човек кој покажа како е да се биде председател на сите граѓани на Република Македонија. Затоа и треба да се поддржи. Затоа, драги пријатели, јас сум убеден дека сите ние ќе му дадеме поддршка на председателот Иванов за втор мандат. Ние во владата ќе продолжиме да работиме на уште многу проекти со него, сега веќе поискусни за поеден мандат, и председателот и членовите на владата, и дека сите ние заедно, и македонци, и албанци, и турци, и срби, и бошњаци, сите, значи сите граѓани на Република Македонија, ќе покажеме дека со гласот ја задржуваме стабилноста на државата, продолжуваме по правецот по кој што се движевме, бидејќи државата се движи во вистинска насока. Покажавме дека знаеме и ја ставаме државата пред се, ја ставаме Македонија пред се и граѓаните на Република Македонија пред се. Затоа, уште еднаш поддршка за председателот Иванов, да сте живи и здрави, да славиме уште една победа, бидејќи е таа победа за сите нас. И благодарам.